Почитувани колеги, почитувани гости, почитувана јавност. Зборуваме за амандмани каде што се бара да се почитуваат колективните договори, ама ајде да се вратиме назад и не многу, тоест на 19 ноември на денешен ден, пред 2 години, 2022 година, во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство бил укинат колективниот договор од страна на министерот Николовски. Оние што ги укинуваа колективните договори, сега бараат истите да бидат почитувани. Тоа е таа лажна страна на благодарение на македонскиот народ, сегашната опозиција. И покрај направениот надзор на колективниот договор од страна на трудови инспектори, кои биле испратени од Министерството за труд, каде е констатирано дека нема ништо спорно, повторно остануваат на ставот овој колективен договор да биде укинат во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. И морам да напоменам, во ова непочитување од страна на денешната опозиција на колективните договори, кое се случувало во минатото, дека имаме подпишување на колективен договор од страна на министерката поранешна за одбрана за време и период на распишани избори, тоест поточно на 13 февруари 2024 година. Сега, почитувани колеги, како во оваа држава треба да одиме напред? Треба да одиме напред со тоа што ќе се располага со финансиите одговорно и отчетно. Со тоа што ќе се располага и финансиите во државата ќе бидат оставани, да нема долгови, во државата одговорно да се работи. Затоа денес, бидејќи изминатите периоди видовме од овие 4 месеци минати, како во управата за јавни приходи се зголемува наплатата за 13,4 милијарди денари, како во царината исто така се зголемува наплатата за 12 милиони денари од прекршоци. И затвараме со ова дупки, каде претходно се крадело, ама денес веќе тоа не е пример. Затоа, почитувани колеги, имаме можност за основано зголемување на платите на наставниците, за основано зголемување на платите на здравствените работници. Ноемвриската плата се зголемува во здравството за 2450 денари до крај на годината за една група. За медицинските сестри ќе се зголемуваат за 3850 денари платите од ноември оваа година. Тоа е одговорно работење, почитувани колеги. Така се зголемуваат платите на работниците во државата. Ке се зголемуваат платите и во Министерството за внатрешни работи. Ке се зголемуваат платите и во државната управа. Се зголемуваат пензиите. Има за сите, заради тоа што одговорно се создаваат услови за покачување на платите. Се исплаќаат обврски за кои не биле испланирани и не беа испланирани сите, одговорно можеме овде да потврдиме, финанси доволно, заради тоа што некој решаваше проблеми во минатото, ама проблеми на криминалците. Создаваа криминал, а не го решаваа истиот. Почитувани колеги, раст ке има сегде. Каква состојба оставивте во институциите е безцелно да зборуваме. Но мора да го спомнуваме тоа. Знам дека не сакате да се навраќате во минатото, затоа што и самите сте свесни дека сте направиле премногу грешки. Но мора да се спомне во какви долгови се беше оставена државата. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, замислете, има минус од цел еден буџет од повеќе од 150 милиони евра. Зошто не биле исплаќани кредити? Зошто не биле реализирани финансиите на повлечените кредити за денес да се исплаќаат фамозни 27 милиони евра
казна за неповлечени средства. Тоа го плаќаат македонските граѓани. Заради тоа неодговорно работење на претходната власт. Заради тоа неодговорно работење се излеваат финансии од буџетот на Република Македонија во правец каде не треба. Треба да се зголемуваат платите. Секогаш ние ќе кажуваме за тоа дека дали е доволно или не е доволно, ќе зборуваме и никогаш не смееме да кажеме дека едно зголемување е доволно. Не, напротив, треба макотрпно да работиме за граѓаните да имаат секогаш се повеќе и повеќе. Но тоа е возможно само со одговорно работење и со отчетно работење. Дали тоа беше пример во минатото? Не. Зошто не било пример во минатото? Заради тоа што поголем акцент се става врз работите на криминалното раководење. И сега, како можеме да зборуваме за средства, како можеме да зборуваме за финансии, а немаме правен основ за тоа да се прави? Зошто? Заради тоа што сте дозволиле во минатото, да има толку многу долгови. На 24 јуни ја оставивте владата со повеќе од 200 милиони евра, нереализирани долгови, доспеани обврски кои сте требало да ги подмирите. За да се оди напред, потребно е одговорно и отчетно работење. Јас овде ќе завршам и ви благодарам.